Стартува уште едно дружење на емисијата на Шанк, ќе бидам многу брза затоа што нашиот денешен гостин има многу што да раскаже и ви ветуваме феноменално дружење и многу смеење. Прво што треба да споделам со вас на сам старт на денешнава дружба е да ве потсетам дека за сите вие кои верувате дека живењето во стан е скапо и сакате трошоци кои се помали, пониски сметки за струја, тоа не е толку невозможно како што звучи. Намалете ја потрошувачката на електричната енергија до 76% за разлика од старите станови. Во летните жештини не се вклучува клима уред до 37 степени, а во зима се плаќа по 24 динари на 1 метар квадратен за грејење. Уживајте без грижи во енергетски ефикасни домови на нашите пријатели. Одберете си ефикасен дом кој што ќе ви заштеди на многу атрактивни и идеални локации. А сега Македонија, да не должам многу. Нашиот гостин е спремен, на Шанк започнува. Овој пат на Шанк е еден од најхаризматичните јавни лица во Македонија, човекот кој знаел секогаш што е добар хумор и добра комуникација со камерата. За мене мангуп и фраер во тоа време беше најпосакуваниот дечко во Македонија. Помладите можеби не го паметат како Мартин 99, јас го паметам, а тие го знаат како Мартин од вчерашни можеби. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Кажи сега најава, вика, од втор пат, од трет пат. Уште еднаш ако цркне картичката. Ако не вратиш кујза како ќе те најава. Да, она ќе биде заврши емисијата, најава уште. Ама кога ќе не можам да го не. Да. Ама факт, мангуп и фраер. Значи, девојки јуреле по тебе, трчале, кога беше плав. Не можам да кажам не. Не можам да кажам не, да. Мартин широко увлечен, плаво испарбан, тетоважава Еднаш неделно менјав боја на коса у тоа време. Не знам дали го знаеш тој розов и факт. плав те паметам. Значи со Фоте ќе отидев кај него упанаш, ќе му решам ајде Фоте денеска и ќе стаи бланш и ќе направиме бела. И таа недела снимам со бела коса. После нели ќе падне тоа, ќе стане жута. Па ајде снимам со жута коса. Па после ќе ставиме, не знам, зелен прелив, па снимам зелен, па плав, па црвен и више нема каде. Пак идам кај Фоте, ајде од поново. И пак измаршира. Не сум да ти кажам да чукнам у Шанк. А на толку фарбање па и не ти паднала коса, видиш Да, бујна, па млад сум ја уште за тоа. Знам дека си млада, ма ние девојчиња мачеме со фарбања коса ни за врпасто, а ти види лепота. Нема до, јас знаеш колку пати сум ја обновил после тоа. Тоа е веќе друг поглед. Лесно е на кратка коса. Да. Имаш искуство и со актерството, но сепак се Так. дефинираш како шоумен пред се отколку актер. Па да, знаеш како, подолг временски период сум као шоумен, значи правам емисии, нели, такви работи. Не дека актерството не ми е познато. Многу мал почнав со актерство. Значи, еден одреден период бев дете актер. Значи, како се случи тоа? Се случи, имаше некој оглас на македонска, на радио телевизија Скопје, тоаш беше. Имаше оглас за детска радиодрама. И нормално, нели, јас се пријавив на тој оглас покрај каратето и клавирот, нели, пошто као деца сегде не носеа нешто да правиме. Ама ова е мислам без врски, прво тоа да расчистиме за деца, да знаат дека не треба никој да имаш типо дома што... Да, уопште, значи излезе огласот, јас се пријавив на огласот. Ја отидов на огласот, им фалеа машки, мене и Марко не примија. Кој Марко, извини? Марко Петрушевски, он исто играше во втората смена со мене. Значи, нас двајца не примија, не знам дали примија уште некој, дали Синиша Евтимов го примија режисерот, дали претходно беше, не можам да се сетам сега, тогаш се поминати Многу време. многу време. Да, и значи ние почнавме така, детско драмско студио на радио телевизија Скопје. И почнавме, работевме со Софија Гогова Врчаковска и она ни даде некоја основа како треба да се понашаш пред камера, пред микрофон, или како треба да изговараш, да читаш со отворена уста, јасно да зборуваш, нели, пошто ние во главно работевме на радио. Значи да не мљацкаш, сето тоа се слушаше на времето. Миксетите беа колку камион, па така, значи само миксетата беше студијата, па све беше аналогно, па немаше дигитално, денес пиши бриши, па ајде лентата, па сечиме лента, знаеш, мислам многу интересно беше за навистина
криво ми е што денешниве, нели, луѓе што се многу отиде на картичка и чао. Да. И ти викам, значи ние тогаш почнавме со детски радиодрами, идеа секој работен ден од кај 7 до кај 7:15, тоа е некои кратки раскази, сказни, не знам и сите тие работи. Значи децата пред да тргнат во школа нели се слушаше радио, сега немаше телевизија и беби тивија и ова и она, него имаше прва и втора и радио. Сме седеле до радио овака со уводот, за да слушаш убаво што раскажуваат. За викенд некаде на Пладне, сабота или недела беше Хихирику. Сабота бевме ние, имавме така поозбилно од час и половина радиодрама за деца, која што ние нормално едевме 2-3 пати неделно, ми се чини во радио за да снимаме радиодрами. Така да баш онака работевме озбилно, нели посветено и се тоа. Сега, кога почнаа проективе за деца, значи прв посериозен проект беше втората смена. Нормално е дека многу е полесно да најдеш дете кое што веќе има познавање како актер или некои основи на актерството, отколку да земеш некое ново дете па да го учиш и се до тоа. И затоа во главном бира од нас, значи од сите нас бира, па и сите настапувавме, нели. Не знам, прво моје искуство беше Климент Охридски, тоа беше ТВ драмата. Така. Ја бев многу мал. Многу мал, бушав, плав, збунет нормално, не знам што се случува, снимавме во Охрид, Игор Джамбазов ни беше, мислам, он го играше Климент како млад, а ние бевме на фела од дечиња кои што он не учеше, нели, тоа азбуки, виети, глагол, бла бла бла. И тоа беше, не знам, првото искуство, ја бев многу мал и вака, нели. Веќе за втората смена веќе имав претходно искуство, веќе подолго време бев во детска радиодрама, тоа ми се чини дека беше 85-та година или 86-та се снимаше или 85-та се снимаше, 86-та се емитуваше, изгледа така нешто беше. Да, што беше интересно, тогаш веќе се префрливме не во онаа стара телевизија, него се префрливме во новата телевизија, сега ние бевме сместени во зградава кај што беше Радио Скопје. Сега ти да стигнеш до Радио Скопје, треба да идеш од главен влез, па од главен влез да идеш, па проаѓаш преку мовчето до згора, нели она мовчеш. Па идеш право, па идеш во кружиш и доаѓаш. Не, еднаш сме се губеле, сме трчале по тоа зградите, не е битно и ја, иако ни беше најстрого забрането, ја точакот под прозор, тропни на прозор, ќе ти отворат прозора, ниско беше за да се прекачиш. И баш се сеќавам, не знам, имаше аудиција, тоа беше сабота ми се чини. Имаше некоја аудиција, не знам, од 1 сат во детска радиодрама, во детско драмско студио. Нели Софија ни кажа на сите да дојдеме, ама јас се заиграв фудбал, паднав, пукнав брадата. Идам дома, нели ми ставаат тутун тогаш на времето. Тутун ми ставаат и вика, бе ти не си, вика денес, мајка ми вика на аудиција, не. Ај, викам, да, брзо точка, така. Тропам ја, отвара прозор, ме пружа некој рука и ја го фаќам, ме фаќа, значи режисерот Душко Ака, ме вади. И викам здраво, и сега викам готово. Сега викам го, што се прекачувам преку прозор, ме погледна. Ај седни, ај ова кажи, ај онака, добро. И сега викам ле. Го јадев. И после неколку месеци, пошто ни организирано цела детска радиодрама, нели патувавме, отешao одмори нешто, имавме као наградно од македонска телевизија 10 дена, 5 дена, 7 дена. И Софија ми вика, ај честито, изгледа доби главната улога. Знаеш, пази, тоа време не ни знаеш, не ни очекуваш, не знаеш ни што значи тоа за тебе понатака во животот. И добро, нели добивме толкави сценарија, ги учевме, ги правевме, отидовме во Охрид, снимавме повајаги, можеби 2 месеци снимавме во Охрид во Сутјаска. И тоа е едно искуство што станува цел живот. Значи, преубаво да поминеш со 100 деца, значи таму се менја деца си идеа нормално на одмора, ние останувавме, а меѓутоа сите ги снимавме, значи
сите учествуваа во Ама не тие се чувствуваше кога дека работиш, туку баш онака се забавувате. Море, Диве? Како па секој ден снимаш. И стануваш рано? Стануваш рано, се средуваш, па костимограф ти кажува што да облечеш, па идеш доручкуваш, па идеш на снимање, па тоа снимање трае 4-5-6 сати, па идеш одмараш, па ручаш, па попладне снимаш, па ако имаш ноќна сцена снимаш ноќе, па. А ја колку ви љубоморев кога гледав на време. Да, ти мислиш така, отида на одмор ги сними, јај без чао. пари, јадење, пиење, камерата, пуштена се забавува деца, и дека сакав многу да бидам глумица, актерка, и кам види колку им е убаво, јас тука со топкана по цел ден. Не беше толку едноставно, знаеш. Меѓутоа ете, добиваш некоја основа, добиваш некоја работна навика, знаеш. И не знам, мене тоа баш ми беше супер искуство, знаеш. Дефинитивно се изградуваш во многу подруга Так, личност од колку да не би било тоа. Така, втората смена беше хит. Значи стана хит. Да. Бовилиш Николче, не знам Так. дека се викаш Мартин. Никој, сите Николче ме викаа низ град, значи никој не знаеше дека се вика Мартин. После тоа почна оние емисии што одеа на МТВ, значи на радио телевизија Скопје уште. Имавме еден куп новогодишни што спремавме, значи од цела Југославија сите радио телевизиски куќи спремаа некои клипови, некои не знам скечеви, нешто она кој што се емитува нели напоредно сегде. Значи се правеше една емисија и од секоја телевизиска куќа се правеше некоја голема емисија и ги идеше за нова година. Беше многу поинтересан за гледање од денешниве што ги Така, прават. Ќе кажам. Ама не, така, тоа баш беа озбилни проекти, Да. знаеш, па не знам Шарам Барам беше, па тука беше Азбука на природата, тука направивме, значи ја не знам колку години со Лазе Паковски снимавме Азбука на природата. Значи се она што беше по учебник децата што требаше да учат, значи ние го зборевме ја и Сашка Димитровска, идеше преку анимација. И Милчин беше исто наратор. Значи он ни објаснуваше како, па ние учевме, па дававме примери, значи многу поучени, не знам кај се тие. Аз сум те доживела, и мене ми е криво, ама сум те доживела. Знаеш што ми тризна дека те слушам, сум те доживела како некое хиперактивно немирно дете или немирен младич, што не можеш да го седнеш на столче ништо да му објасниш. Така. Ако ќе видиш ти колку имаш работено, Колку е тоа, да. и баш напротив јас имам грешка слика за тебе. Види, ќе стигнеме до таа слика за мене, затоа што луѓето бараат да си таков пред камери. Значи, сите сакаат да си таков хиперактивен, да си несериозен, да си ода си. Јас во позадина сум работел многу сериозни работи. Значи, многу сериозни, не знам ќе стигнеме до тој период од мојот живот. Варијантата ти викам, значи, овдека сега у МТВ работевме, не знам, еден куп проекти, значи изработевме и имавме еден филм, ТВ филм, Цвеќе на Карпата се викаше, во Лазарополе го снимавме, мислам дека втора награда у Неум добивме или прва, не знам, не ми у Неум на фестивал, не можеш ти тоа, многу мала си била, да, али на фестивал на ниво на Југославија, да добиеш ти прва, втора награда беше вау на времето. Дефинитивно. Да. Па после имаш еден куп, не знам, тие сказни, тврдокорни, она, значи, тотално секаде не користеа нас, како деца кои што веќе имаме искуство. После тоа направив една, баш со Марко, што го спомнав Петрушевски, направивме една театарска група Шериф Маклауд се викаше. И имавме баш некој луд хумор. Многу се базиравме на Монти Пајтоновци и такви работи. И тука настапувавме на Пулсирања, на Трет канал, не знам, не е битно. И тој период помина, па не знам, после тоа отидовме на Радио Либертас, работевме, Радио Масакр, некоја емисија, наша, значи правевме скроз. Нели више ја порасна, више немам што да правам у детско драмско студио, пошто не сум дете. Да, и се бараш себе си по... Така, и после тоа почна емисија, нели почна 99 Action. Алелуја! Алелуја, 99 Action. Меч. Така Па се после викаше. идеше Меч. И таа. Па умеѓу време идеше Јас тука тие две сум ги гледала онако најверен. тука беше Големи и мали у тој период. Добро, гледа, да, ќе заборев на големи и Да, мали. Големи и мали, значи ја снимавме Големи и мали. Првата сцена кај што ти доаѓаш со ова дете во такси, како Со се... Диме такси, Диме да. такси, Ти знаеш така. кој е Диме такси. Да. Значи, па не знам, имавме уште после тоа ја веќе отворив своја продукција и маркетинг агенција и после почнавме да продуцираме и ние емисии. Па продуциравме квиз Моите ноти на МТВ, па
Работевме за Лаки на една емисија, Лаки Визија се викаше. Значи, имаше еден куп емисии кои што беа изработени. Сега не знам, стварно се многу, значи ако ќе го видам CV-то мое, ја не го читам што ми е. Носиш кај тоа за понуда 2 страни CV, као Да, еве па романче. читај, да. И јави ми се за 3 месеци кога ќе завршиш. Така. Информирај ме. Така. И ти викам, дојде еден период кога технологијата отиде многу напред. Спотови, реклами, колку имаме направено, тоа е чудо. Фраерот пилени. Да, па не се Мојата тие милена за Калиопи, за видеозапис, Биба Додева, каде за Угро, за Па и глумец во Туна, главна за... улога во спотовите, да дадеш свој Били билет. Фраерот пилени, уствари, она што спомнавме, Омилено. Угро и Александар Митевски имаат направено песната за мене. Омилено. Значи, Угро ја пее песната за мене. Значи, така испадна тоа да си направиш спот, еве песната, оваа песна е за тебе испеана. Глумици. Да, сам да си го направиш спотот и сам да Кај си бе одглумиш. тикнаве упилените овлика у куличката стаја. Све, значи онака у времиња. продукција работе, викам ај, направите овака и... То? Да, така да тоа беше тој период кога јас нели работев медиумски, бев многу изложен, кај што сите ја уствари сум економист. Да, По тоа го диплома. спомнавме онака ван камери. Така, значи јас сум економиста по диплома и меѓутоа ете, продукција, нели, шоу бизнис ме привлекувало од секогаш, меѓутоа тоа секогаш си тлеело. Сега дојде време да видам што ја можам со таа диплома, нели? Меѓутоа не тука, каде што Надвор. сите ме знаат. Да. Така, значи Што мислиш дека овде немаше да сватат сериозно да... знаеш, многу ми беше тешко многу беше тешко што викаш ти два лика, значи ме сваќаа сериозно, ама на луѓето им требаше повеќе време Да почнат за да веруваат. сватат, не да они ми веруваат, јас све што сум кажал сум Економист исполнил. со бројки работи, со пари, со... Така. И варијантата беше, знаеш, многу поише време им требаше, многу енергија ми одзима. Абе, ајде, дај сега нешто да се... Не, луѓе, дај да се не да работиме, знаеш. Така, и тогаш се случи, нели, ова, да заминам за За Белград. Белград. Да, значи таму работев по струка. Значи не беше причината разочарување од телевизија или од бизнисот овде, па да се Па, можеби се- како што збореа? Да расчистиме, ти се коментираше дека маркет... можеби се презаситив. Аха. Можеби се презаситив, значи затоа и сум решил, можеби ми требаше некоја промена во животот. Знаеш, мислам од 6-та, од 7-ма година па до не знам до таму до која година сум работел едно те исто. На секој човек му треба некоја промена. Било таа да биде на подобро или на полошо. Али мора да смени, мора да, нели. Во секој случај јас кога си одев, значи имаше многу нелојална конкуренција во овие работи. Немаше квалитет во она што се Истина е така, како правеше. ќе видиш. Затоа што не знам, немаше пари. Нормално е дека парите со повеќе пари имаш поголем квалитет. За све е така. Значи за све е така. Колку пари, толку музика. Така. И што е работа? Работава е ја имав многу пари уложено во опрема. Па опремата па почнаа да снимаат со хендикемчиња, па со значи веќе никој не бараше квалитет. Толку бара ниска цена. Бара ниска цена и не го интересира што ќе биде тоа, а јас такво нешто немам одработено до сега. Не заради тоа што можеби да, ја ќе ја изамортизирам опремата, мене не ми е проблем, јас сум ја купил таа опрема, меѓутоа не сакам нешто што не е квалитетно да стои со мојим. Значи и за тоа можеби сум и престанал да Што си во хороскоп па си... девица дупла. Да си уиме. Деталиста. Чекаме да Сега, завршиме од емисија, или депилирањето, готово? ако вака ме погледне ги рече Так. 2-3 влакненца имаат Так. пропуштено на нога. Ќе ја кажам на таа што ти депилира. Да, не дека се дека гледа. не чини така. Дупла девица, сега ми е јасен муабетот. Значи, така кај мене мора да е кажи. се под конец. Мора, Мора да тоа е се ми под јасно. конец и многу сум деталиста и приметувам детали и се тоа. Меѓутоа, ајде, тоа го тргаме на страна сега. Врвките ти фалат? Да, ти фалат врвките, добро. Значи, Колку работи ќе ми кажеш тоа после. списокот е тука, после ќе ти го дам. И стигнавме до тоа, отидов, нели, Србија, Во Белград? Србија, да, поминав одлично во Белград. 4 години можда, не знам колку Да, се 4 заглед. години имаше твоја агенција таму. Мислам, Не, не, ја работев за успешни Мако Маркет. проекти, да. Така. Меѓутоа, кога завршим со Мако Маркет приказната, отидов во Сплит, уште 3
3,5 Се години. врати на кратко тука. Трчавме по тебе за да те интервјуираме, така. дека си тука ни јавува Мартине, Така, дојдов да го пререгистрирам моторот од Белградски на скопски таблици. А се сеќавам сме те бркале, дојде на Мартин за интервју да земеме, оти навистина ретко доаѓаш тука, ќе дојдеш, ќе излезеш у град и ќе те снима. Така, значи не дека многу седев во Македонија, затоа што имав обврски многу. Знаеш, ја и кога ќе доаѓав може би еднаш на месец дена, еднаш на 2 месеци доаѓав само на викенд, пошто имав многу добро друштво во Белград, па нели кога ќе уместо да дојдам за Скопје, ќе ја закаме негде на друго место. Па ова, и тоа углавном доаѓав, ти викам, многу ретко за Скопје, и кога доаѓав за Скопје тоа беше многу кратко. Сега таа промена кога беше, значи ја морав од Белград директно да идам за Хрватска. Па тогаш дојдов за Хрватска ти понудија за работа или? Да, тогаш тоа беа оптики, едни Guidorini International италијанска, па сега, добро. Јас сакам да ме побараат у Хрватска да одам, ама нема. Нема, готови си и они, нема пари ни таму више. И таму истрав, ти викам, некои 4 години. Па се вратив во Македонија. И се ожени? Не, па отидов пак за Белград. Да, прво една година се возев со мотора, знаеш, онака, баш бев лабав, сегде одев. Значи, цела Европа ја шетав. Не беше присутен ништо за телевизија, за такви работи. Ништо. Период. Што ми беше чудно, затоа што јас сакам да кажам, завист е буквално адикција тешка телевизијата. Што ми беше чудно како ти успеа да издржиш без медиумите. Знаеш колку ми беше мир на главата? Значи, некако најдов некој мир во тоа што го... Наско вратава да ни се отвори студио, да не ни навлезат овие девојки да не ни влезат тука да ни бараат. Женет сум, две деца има веќе. Едно имам. Добро, второто е на пат, заклучувате врата, не примаме обожавателки. Не, јас се сеќавам од времиња, така те бркале девојки, така те бркале. Ама ајде пак. Ама сум бегал, гледаш? До кога сум бегал? Леле, ау да. Сум бегал, не се давав и така. Тој ќе го фатам тој мојот веќе сопругата колку време си омачено, но сега да се навртам на како дојде пак да се вклучиш во телевизиски проект или? Те немаше. Биде, јас се вратив во Македонија, значи се вратив во Скопје. Нели имав после уште една година, не беше година, 9 месеци беа плюс у Белград. Белград ми е као втор дом, значи таму имам пријатели, имам луѓе, имам све, значи ја често патувам за Белград, па седам таму по 7-8 дена, не бит. Кога имам време. Се вратив во Скопје и направив проект. Значи, го направивме Високи октани со Мики заедно. Го направивме Високи октани кој што се емитуваше на Алфа телевизија. Само што го направивме, као договорот не ви важи, се смени собственик, се смени ова, па не знаеме што е, па не... Океј. Стандардна приказна во Македонија. Стандард приказна, направив, уште еден мој проект направив. Мартин не се откажува. Така си направив скроз различен проект, значи он беше Високи октани беше за автомобилизам, ова беше баш онаков одличен скап проект кој што мислам дека би бил многу успешен во Македонија затоа што фала такви емисии. Значи не е во студио, не, него е комплетно надвор емисија, ова ќе ни се сруши најверојатно. Нема да ни се сруши, ама децата сега ни најдове топка да играат овдека, ти кога дојде во студио. Сега треба да излеземе да дупнеме топка на онака се правиш. Да, после ми викаат Мартин е лош. Ајде, не. Извини, ајде. Не, нема врска. Добро сме се слушаме, да. Супер, топ. Тоа техника. И ти викам, значи, направив уште еден проект и како го направив тој проект, нормално немаше место никаде на ниедна телевизија. Од типот сител дека, не знам, неправилен емисии кои што не се со лиценца, кои што не се, нели, глупост. Типична македонска приказна. Уопште не се ни замарав околу тоа. И најдов погоден момент да објавам книга. Тоа заборавив. Ама не сум кој сум ти ја новинар. Да, имаш книга? Да, бе, ти носам. Дај бе, рез да направиме. Рез правиме овдека, пушта джингал од режија да најдеме книгата. Ексклузивното изненадување во емисијата на Шанк. Прво, гостинија Мартин, ако се вклучувате малку покасно, одма скокам. Так. Ама ме израдува. Напиша книга. Овде муабетот. Да, значи периодот кога нели не можев да пуштам ниеден проект по телевизија. Спремна сум.
објавив книга. Книгата се вика Најдосадниот час. Повели. Што е многу интересно, значи, книгава е пишувана и во Србија и во Хрватска. Поголем дел е пишувана во Хрватска покрај море. Да. Книгата зборува за она што јас најдобро го познавам. Значи за девојките. Тука доаѓа баш до израз мојот хороскопски знак. Девицата. Дуплата девица, да. Се она што мене, а и се надевам дека на многу машки, им пречи кај една нормална девојка или да не кажам ненормална девојка. Приказната е за најдосадната девојка во мојот живот. И моето излагање... Таа постои, така? Е реална, да, реална е. Девојчева која ќе ја прочита книга. Реална е, од Србија. А не разбира, не разуме. Не разуме, ама. Не разуме. Да, и значи пишува во книгата тука, значи тоа се случуваше во Белград покрај такви девојки, покрај се тоа што ми се И случуваше. србинкиве ви биле побои од македонките, слушай да Не, човека. Книга напишал. леле, сега друго почнав да кажувам, сега не смеам да го докажам. Не, и ти викам поред такви србинки што ми се мотаа околу мене, нели? Какви бе, какви? Па не толку згодни А као шо ни македонките, така. Другар ми се јави да идам да му чувам грб со една девојка. Таа девојка со некоја другарка. Аха, ти овде, да, добре, јасно. И како што пише во книгата, баш некој божи ден беше, тушот и излеговме. И ја упознавам девојка. И ја пишувам книга за таа девојка. Колку е досадна. Значи, мора да била многу досадна. Каде може да се купи оваа книга, да веројатно дека ќе закопка многу луѓе да сакаат да ја прочитаат. А не сум ја сретнала, не сум човек што лаже, сега речам Мартин Нурден, не сум ја начекала. Не, види, купила, книгава е издадена 2014 година. Значи ти не си удрил добар маркетинг. Не сум удрил, не ме интересирало. Ти уопште не си удрил добар маркетинг. Не, ради моја сатисфакција доста пишам збор во универзитетска библиотека. Не свеш, за да ги зафатам сите области. Не свеш. Пеење, глумење, не знам, шоу бизнес. Да се отворија нова филхармонија и да те видиме да ги свириш на Можам на клавир, знам бре да свирам. Дан. Чекам да ме викнат од филхармонија. А не било се покани, се купуваат картите и А свини. сега. Да купам карта за да свирам? Епа. Ја може да свирам, а нека купуваат карти да гледаат. И ти викам, значи, супер помина книга, има Матица 3, Топер, сега има остави книга. Само не знам, човек да си ја побарат. Најдосадниот час, Мартин Трпчевски. не знам дали уште ја има. Јас мислам дека после нашава емисија ќе ја побараат да ја имаат. Ама делиме профит. Неам више книги. Ќе направиме. Како не заќе штампам, ба? Со вториот дел ќе захефтаме една за друга и ќе пуштиме све наедно. Сега може ли едно прашање да те пустам од преска, мислам да го пустам убаво збориш, не да те прекинувам. Тоа ми е секогаш било интересно. Дете на телевизија и станува популарно. Немаше кој не те знае. Не зборам за фраер која порасна која беше. Не. Значи зборам како дете. Она сладко мало дете за образи за не ти беше страшно, не ти беше збунувачки, не ти беше чудно. Па не дека премногу бев мал за да го осетам све тоа. А се сеќаваш да... Како не се сеќавам, значи единствен бенефит што излеков од тоа е тоа што бегав од часови. И носев оправданија, спие и ги пишува петки така. Не, си улучев па и ти. Али ги идев до кај теткициве у архива у МТВ, им носев кафе, а они ми шива печати на оправдањата. Значи, кога сакаш идеш у школа, кога сакаш не идеш у школа. Значи, тоа е едини бенефит што јас сум го извлекол од таа популарност. А можда сум можел многу да направам. А што бенефит извлече као голема популарноста? Не би да навлагам у таа... Книга напиша за најдосадната девојка. Ете. Имав искуство да напишам книга, ете, да. И така, тоа е со книгата. Не знам, многу луѓе ми викаат да продолжам да пишувам, меѓутоа немам време сега со ново настанатата ситуација. Да, 2 деца, второто на пат, извини. Така. И сега, нели, кога се вратив, кога издавав книга, се окей. И се враќа, нели, истиот оној дух во Мартин, натаму, она, и еден ден упознав една девојка.
Овде веќе е твојата сродна душа. Викам, тука лежел зајакот. И добро, нели ти интересираше колку она се изнамучила? Да, колку си има изнамучено. Јас се изнамучив месец и пол, два за на кафе да извадам. Јас за незе бев манијакот. Отидаш, бажаш за фраер, ме разбираш, немаше тоа да го одречеме. И сега одеднаш Мартин се смирува и има девојка за сериозно и... Немав девојка за сериозно, бе. Некако на брзинка ми дојде свадба. Како Така, една не, слика, две, так! Август. Мислам дека август официјално или не знам. Зошто баш не изе? Од толку девојки, што те усвои најмногу? Зрачи. Значи, Моника зрачи позитивно. Моника преубава, презгодна, препаметна и зрачи. И најболи другари. Значи, пред некој ден ставив една слика на Facebook, дојди си дома на ракија, ми вика. Да, како те пречекува за ракија. Со мезес. Значи, она ми е најболи другар, она штета што е трудна, иначе ќе ми правеше и друштво. Да. И ти викам, значи ми се деси тој клик од незе у глава и само и реков, окей, дај ми 10 дена, кидам се на одмор, дај ми 10 дена да расчистам све опашки што имам. Значи, викам, сакам чист да влезам во оваа врска, викам, тоа е. Тоа да треба до 10 земји вака така да рачистам, да те погледала чудно. Така некако. Што се овој замишља? Така некако и кога се вратив од одмор, веќе имав расчистен, викам. Чисто. Така, викам, извини, една не можам да најам кај, викам, да знаеш, викам, да ќе пишам SMS, да. И многу брзо се случи. Значи, многу брзо. Со ова искуство, јас сум човек што знае што сака во животот. Значи, ја токму не изеја сакав. Се појави и тоа беше тоа. Ако, не знам, официализиравме врската негде во септември, а во декември ја запросив. Леле, ако утнам некој датум, пак се дома нема веќе ракија, него му варча. А не, ќе утнам некој датум, дефинитивно ќе утнам. Мони нема да ти замери, значи нема врска, не знаеш што има у Шолјеве. Така, значи, нешто така многу кратко беше, ја запросив, го нарече да, веќе после 20 дена закажав матично, тоа беше негде у јануар, матично, како потпишавме матично, значи само крупна фамилија потпишавме, пошто не можевме никако да се изорганизираме за свадба, пошто немавме многу време, викам, ај матично да решиме, викам, за да не ми избега, знаеш, И како решивме матично, следниот ден отидовме за Италија, некој 10 кусор 15 дена, 20, отидовме таму и нели се вративме, почнавме да функционираме заедно. Беше тука да живеете? Да живееме, да, тука да живееме. И се вративме тука, нели почнавме да функционираме, да живееме заедно, почнавме да ја спремаме свадбата. И ако се земавме ние нели у јануари, свадбата ја закажавме за 24 мај. Значи, едва не јадовме ресторан, едва и мене ми се брзаше малце до душа. Нема не, тука си да се зијам одма, само овој мојав 3 години ме шита. Не знам што да ти кажам, да. Вие си на другиот за 2-3 месеци. Ама толку е, ја не знам, ја ти кажав Фреска. Off the records, ја ти кажав што треба да направиш. И така, и пред свадбата, 4 дена пред свадбата, дознавме дека е трудна. Знаеш, супер, и тоа ни беше уште едно. Да. Овакво, и уместо да идеме на свадбено патување, нели имавме мал проблем од напор околу свадбата, и уместо да отидеме, не знам, сакавме да идеме негде подалечко на свадбено патување, не смееше да патува. Па добро, ама чекате подарок. И искористивме да отидеме нормално за Белград. Каде на друго место? Кај на друго место? Пошто ја у Белград ја запросив нејзе. Ама не ти беше страф од опашките таму низ Белград да шиташ? Не, па ја расчисти све. Све беше чисто ја. Ти жена, знаеш кој ќе се најлјути никога. Не, све беше чисто и так. Господин човек. Господин човек, отидов. И мужат. У декември ја запросив таму и ти викам, бевме таму и за нова година на 31 декември ми ја подари Мартина. Мартина е принцеза права. Мартина Добро, вие сте двајцата плави. Мартина е на тато, истото Не, и двајцата сте плави.
Добро, секој природно, кој Кој вештачки, фарбар или двајца за степлави. Да, не, меѓутоа кога ќе видиш слика од Мартина и слика од Живо, мене ама- како бебе, тоа е истото Ама бебе. добре, да ни биде сега, но второто па може ќе личи на Мониса, од кај знаеш машкото. Така, и пошто нели ја не губев време, без да ја соопштам, нели повторно остана трудна, малку беше изненадена, ја не, пошто така и сега го чекаме нели второто бебенце. Се надевам дека и за третото ќе ја фатам најспремна. До 4 готово, до 4. Така и правиш ти, а? Не, ја знаеш викам, па види колку бај деца ми раѓаш, бе. Да, Гревата како викам, бар 4. бекутан Па бебиња. така, бар 4 викам да ми родиш. Браво бе, Марти. Так. Дали си искрен како човек онака 100%? Кај мене немаш ти позадина, значи ја имам само лице. И па онда можам да ти поставам неколку прашања. Мора, тоа е процедура, сите гости сум не сум да играме. Значи, Сум не сум, значи сум не мора. Никогаш не сум бил во стриптиз бар. Бум, одма. Никогаш не сум бил, сега со негација да го одговорам или? Да, сум или не сум бил? Сум бил, не сум бил. Сум живеел таму. Добре, ја не сум живеела, ама сум била во Добре. стриптиз бар. Никогаш не сум перал на рака. Домаќин човек. Никогаш не сум кршел чаши во кафана. Не Ти може вака требаше да се само сум да ми го даеш. До кога ќе идеме со сум? Никогаш не сум потрошил на шопинг повеќе од 500 евра во еден ден. Не си ромаштија, па ти шо ме гледаш така. Да има нешто не сум. Не сум купила Да има- гаки. Не сум. Не сум. Да, има Никогаш нешто не сум правила ајвар. Не сум. Сум. Срам. Зато ја после прашам зашто не сум А, мажена. добре, па имаше на телевизија дојде да ме снимаат, бре. Мартин прави ајвар, па чути што ја ти кажам. Никогаш не сум бил на диета. Не си бил? Згоден така цело време генетика. А? Што да правам? Никогаш не сум направила естетска корекција. Не сум истори. Си или не си сега? Ако се Прашам ова- намалување на нос, брчки, нешто. Не, сум вадил овакви. Крајници не бе, Не тоа бе, е хируршка овакви интервенција. бемчиња тука, што ми А, сметаат. бемчиња, да, си, не си, Да. не си, природно си, значи и убав. Имам Никогаш, стаја на силикони. тоа е инвестиција веќе, тоа не е А не интервенција. интервенција, добро. Никогаш не сум фрлил памперс низ прозор. Не сум. Право, да ја и комшија да ти има човек да му е мирак. Не сум. Никогаш не сум облакал да домашно милиниче во облака, знаеш, на кучињава што ги облака. На што ти личам ја, човек? Како се викаше куче да имаш во Лео. лабрадор? Лео, ретривер, да. Ретривер, извини. Лабрадор, ретривер, Ако да. немаш облакано, никој во гардероб. Шо ќе му на толку влакна. Една пувка розова да му Да. сташ. Никогаш не сум косел тревник. Сум. Не сум. Сум. Ти домаќин човек излезе, бе. Шо ти е, бе, ја готвам, перам, пеглам се. Добро. Најомилено прашање ми е никогаш не сум се сликал гол. Не сум се. Сум. Скроз гол? Да. Не сум направил тетоважа на интимно место. Не сум. Сериозно? Немам на интимата, не сум ја спонзоруша да треба да се облакам да ме гледа. Или шо, ленир да ставам. Сега сите имате тетоважа на тоа место, замислете се. Така. Никогаш не сум се капел гол. Не сум се. Кај си била на одмор? Охрид. Ај, врати се онаа вечер кога си се напила со дечко ти. Охрид. Не сум се. Добро. Не сум бил на нудистичка плажа или сум бил? Добро. Живеев у Хрватска Значи, 4 цело години. време. Живеев. Цело време се беше на нудистичка плажа? Таму се сите нудистички. Све се нуди таму. Па не, плюс ти живееш Иван сезона, кога нема жив човек. И Така да, немаш гајле. не ти ни требаат пубај. И последното прашање ме никогаш не сум испратил гола селфи на некој. Може и по бивши, не сум. И ја не сум. Нема шо. Сликал гол. Ама ако Не ти ми сликаш, стои. сега можеш на Муни да испратиш брадеча, шо се по вампири, шо ти текна сега. Сум те видел веќе. Ајде некако да го заокружиме маватот со она што е последно, вчерашни новости. Така, вчерашни новости сосема случајно со Бране се најдовме. Седнавме да уствари не, он седнал со Ина многу фина, па нешто паднале на мене на муавет. Знаете како изгледа Ина многу фина? Да. Ја не знам. Добро се, тоа е, да. Не Мислам, сум она у ми е- џет сетот. Она ми е сестра, Не знам. една од сестрите. Ова ме зафркаваш? Не бе.
Ова нисам го знала. Не, третата сестра ми. Не ме зафркаваш. Тоа е Ина многу фина. И немате Ама научи не ја дека знаеш што ти третата откриваш. сестра. Па Па никој јас не знае ги која ми е изгуглам. трета сестра, имам Ги 5 сестри. изгуглам. Нема двете ќе ти ги даде. Сигурен си? Да. Двете се, кога ќе го изгуглаш сестра, трета ти доаѓа Ама и на знаеш, многу фина. речисти ме дека не е тренда. Далеко од тоа. Значи, Далеко готово е, сме. да. Ќе ми беше брат ако не. Така. Добре, и седна се. Седнале нешто они разговарале, па нешто ме спомнале мене, па ми се јави, па ми вика, чуј се со Бранче, спрема нешто проектче, оно седнавме, се видовме. Оно, ајде да се видиме, ајде да се видиме, се видовме. Се договоривме одма. Ајде да работиме и тоа. Браво. Да. Значи, и ти твојата сестра сте легендарни. Многу го освежи проектот, тоа ти го кажав и зад камери, ќе го Фала. кажам пред камери. Му даде свежина, не дека и твоите колеги беа лоши, меѓутоа сега мислам дека сте баш онака комплетно како што треба. Супер екипа сме, ја мислам дека сме одлична екипа. Топ сте, се надам дека ќе продолжите со вакво темпо. Па и јас се надевам, да, мислам имаме не знам уште колку емисии, па после ли почнува летна сезона, Ќе пауза. одморите, па ќе се вратите со Така, наполните така. батерии. Па. А искрено јас се надам дека некогаш во живот, баре на момент, ќе успеам да направам мисијата толку добра како сите твои проекти што ги имаш правено претходно, затоа Фала што и ти. тие беа и ќе останат уште до ден денеска издржани тебе проекти, што ако никој ме праша што е за тебе издржан тие проекти, ќе го кажам баш или ќе го кажам 99, или ќе го кажам меч, Така. затоа што тие ми беа емисии каде што сум седела вака залепена на телевизори, не сум мрдала ни лево ни десно, а биле твое дело. Фала ти многу. Да дадеме подароци па да завршиме, а режиот од монтаж. куре, подароци! Ќе не поттепаат ова колеги вече како ни се умотам овде како целиот микрофон, опа. така играм на вртен. Слушај, од моите пријатели кои ги имаат најквалитетните станови во Скопје, си пиеше до сега во оваа шуличка еве ти една за дома. Фала ти. Повели. И од моите други пријатели подржувачи на мојата емисија кафенце, за да можеш да не ти вадам, ама ја тука имаш убава шулја и цела торбичка кафиња, значи капучино, детско капучино, луксузно турско кафе, значи ова, еве, за тебе цело води. Жено, греј водата, ајде. Греј водата, идам. Ракија и кафе, одлична комбинација. Касно Ја така пијам. Да. Се така пијам од шангта праќаме. Па после, да, па после пак не ме мужи мојот, па не те мужи како. Ова ќе се задржам за Да, мене. тоа е за тебе, да. Бидејќи од со душа чекам да седнам дома и да прочитам. Слободно. Благодарам многу. Ки имаш за читање. Мартин, знаев дека ќе ми биде една од подрагите емисии ова и навистина ми е. Ти благодарам од срце што дојде. Фала ти. И Фала се што ме надам дека покани. пак ќе се видиме на шанка. Се надевам ќе имаме убави моменти пак. Се надевам и јас. Океј. Македонија, останете уште кратко овде пред вашите телевизори за да го завршиме денешното дружење. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it man? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is the you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг. Супер дружење во убавата атмосфера на студиото на Шанк, благодарение на Пан Принт кои вака добро си имаат погрижено за оваа атмосфера овде. За сите оние кои се прашуваат на Шанк буквите не светат, а можете ваков декорација на тапети да добиете и вие, доколку нормално ги побарате, вистина не светат, дојдете ќе проверите, ќе видите. Океј Македонија, ако ви беше убаво наше друштво, тогаш се гледаме точно за 7 дена. До тогаш уживајте во добро кафенце. Кога мислам на кафенце, мислам на најквалитетното турско кафе, конечно турско
кафе кое ве освежува, разбудува и ви ја дава енергијата која ви е потребна во текот на целиот ден. Надвор ме чека Hyundai Tucson, сакам да ги минувам автомобилите, бидејќи моите пријатели секогаш имаат атрактивна понуда на автомобили кои заслужувате да ги имате и вие. Ако не ми верувате, ќе им верувате на нив кои ќе ви закажат тест проба и ќе го возите новиот автомобил со одлични перформанси по одлична цена, што е најважна работа кога купувате автомобил. Следете ги нашите репризни изданија на YouTube, следете на Facebook, на Шанк со Ивана Наскова и нормално за 7 дена очекувајте новата премиера, а до тогаш и репризните изданија се овде. Ве сакам, бидете добри едни со други и се гледаме на Шанк.